Министре, по одмрзнувањето на цените на основните производи и замрзнувањето на маржите, се сменија дел од цените на производите. Покачена е цената на лебот, маслото, сирењето, млекото и така натака. Одредено намалување има кај совоместнатите производи. Деновиве бевме сведоци на празни рафтови во дел од маркетите, например кај овошјето и зеленчукот. Со оглед на ова, дали сметате дека мерката е соодветна? Во однос на мерката, тоа беше едно од главните барања од страна на стопанските комори, сите засегнати страни во делот на трговијата и со мало и со големо. И тука би сакал да бидем по-конкретен во делот на толкувањето на одлуката. Се работи за профитна маржа, не се работи за трговска маржа, каде што се вградени сите трошоци, како што се транспортот, па други трошоци кои би можело да се зголемат согласно и зголемување на цената на суровините, но и зголемување на одредени енергенси. Некои од трговците на големо другачие го толкувале одлуката. Вчера имав прилика и преку секторот за трговија во Министерството за економија да пратиме и известување на начинот како треба да се толкува одлуката. Секако дека оваа одлука е донесена се во цел да се бранат производителите во нашата држава, имајќи во предвид дека влезните параметри во формирање на цената им се зголемуваат заради зголемување на енергенси и суровини, за кои Република Северна Македонија е зависна увозно. Денеска цената на нафта во светските берзи е $130, што е историско највисока цена. А секако дека во последните години, што би можело да влијае во зголемување на другите цени кои го имат како инпут нафтата. Ние денеска сме ги разгледале сите опции. За викенд заедно со министерот Бесими сме работели за дополнителни мерки за улеснување, посебно за производите кои се наведени во одлуката, кои се главном прехамбени производи, основни прехамбени производи, но и во делот на нафтата и нафтените деривати, за се со цел да го ублажиме притисокот врз цените, а тоа да не биде на товар на граѓаните, со кој што би се влијаело во негативно, би се влијаело во делот на нивниот животен стандард. Какви мерки се на маса? Се повеќе мерки на маса. Утре најверојатно ќе излеземе и ќе ги објавиме мерките, пошто утре имаме редовна седница на владата. Значи денеска во проширен состав на економски совет ги разгледавме сите можни опции, како што наведов и претhodно со министерот Бесими ги презентиравме сите мерки, а секако дека тоа ќе биде одлука на владата утре кои мерки ќе ги прифати. Споменавте дека проблем е и различното толкување на самата владина одлука. И претходно дел од трговците, дистрибутери и така натака се пожалија дека имаат проблем со инспекторите на терен околу тоа што е трговска маржа или профитна маржа, продажна, набавна цена, не им ги признаваат дел од трошоците во производствениот процес. Како е сега на терен? Како се соочувате со ова? Значи, ние редовно сме во комуникација со директорката на пазарен инспекторат. Како што наведов, веќе сме пратиле известување на начинот како треба да биде толкувана одлуката, заради тоа што со предлог на Министерство за економија владата ја носи одлуката, па толкувањето во однос на одлуката ја прави Министерството, поточно секторот за трговија. Утре ќе имаме прилика да направиме некои мали измени во делот на одлуката, се со цел да биде појасно за сите трговци, посебно за трговците на големо при увоз на одредени производи, пошто во делот на производителите и на тие производи кои се произведуваат во нашата држава, ништо не е спорно и толкувањето, главном тоа што ние сме добиле како информација од страна на трговците на големо е делот на признавање на одредени трошоци кои би можело да бидат транспортот, дополнителни оперативни трошоци на одредената компанија и слично. Затоа текстативно ќе наведеме во одлуката што значи маржа, затоа што ние и во моментот кога ја донесовме кажавме дека тоа е профитна маржа, не е само маржа каде што ќе бидат вградени сите трошоци. Освен каде што во членот 2 е наведено дека трговците на мало не ќе можат вештачки да ги изголемат цените на трговците на големо
и увозниците и производителите со барање на дополнителни договори како што се работат, барање за ставање во полици, за дополнителни трошоци за внесување на баркодови, за маркетинг и слично, значи тие нема да бидат признаени. Од најголемата комора побараа средба со вас, алармираат дека оваа мерка е неодржлива, бараат промена на висината на маржите, односно од 5 на 10% за трговија на големо и од 10 на 20% за трговија на мало. Потенцираат дека вака поставените маржи не ги покриваат трошоците на трговците на бизнис секторот. Бараат и промена, корекција на листата на производи за кои важи оваа мерка. Кој е вашиот став за овие барања? Тоа токму што го кажав. Значи, најголемата стопанска комора другачија толкува одлуката. Најверојатно не биделе внимателни во делот кога сме носиле одлуката. Ако не може да ги покрива трошоците, значи таму не се наведени трошоците, оперативните трошоци. Се зборува за профитна маржа, не се зборува само за маржа каде што се вградени трошоците, како што кажав за енергенси, за транспорт и слично, но се вградени само трошоците кои ги бараат согласно договор за купо-продажба големите супермаркети за увозниците и за производителите. Освен формирање на цена на одреден производ, за да бидам појасно и за трговците и за граѓаните. Супермаркетите во нашата држава барале дополнителни трошоци, например 7% годишно рабат, 5% за маркетинг услуги, за тие да бидат ставени во одредени полици внатре во супермаркетот друга цена. Тие веќе не се признаваат. Затоа што тие се нефер трговски политики, посебно во времето кога имаме, значи, зголемување на цените на суровини во светските берзи. Нели имаат супермаркетите и тие трошоци за вработени, за струја и така натака? И тие се прифатени во формирање на цените и ако 10% профитна маржа е мала, јас не знам во која држава во светот во вакви економски кризи, значи и профитот да биде на 10%, тоа стварно не е во ред и тоа ќе биде на товар на граѓаните, тоа нема да го дозволувам. Ако претходно имало неоснован профит на такви високи маржи, зошто ова не се имплементира како трајно решение законски да се регулира? Токму така. Ние во моментот кога ја донесовме одлуката, најавивме дека до крајот на овој месец ќе подготвиме закон за нефер трговски практики, каде што ќе бидат наведени сите овие работи што сега ги кажуваме и тоа ќе биде трајно во нашата држава, се со цел да ги браниме потрошувачите, а секако дека да не може да бидат уценувани вештачки да се зголема цените во делот на производителите и на увозните производи кои се продаваат во нашата држава. Се пишува ли веќе тој закон? Веќе се пишува, имаме неколку опции. Во наредната недела најверојатно еден од почетните драфтови ќе се прати до стопанските комори, има пракси и во други држави во Европската унија каде што има вакви закони и согласно и практиката и согласно тоа како се врши трговијата во нашата држава, сите усогласено ќе ја донесеме таа одлука.